Арда Старова веќе со години работи на едукација на локалното население од Мариово за значењето на мршајаците. Опа! Ајде, девојче! Треба превоз? Ај си, тука е. Секоја година вршиме мониторинг на мршајаци и ги броиме по парови, затоа што они гнездат во Македонија. И по последната проценка избројавме околу 12 пара египетски мршајаци и околу 9 до 10 белоглави мршајаци. А порано, па од 90-тите имало над 100 парови египетски мршајаци, кањи по Тоа е многу голема А се разлика. верува дека се одселиле или дека се затруени тука? Најголемата закана е отровот. И тоа се деша најчесто во руралните предели, обично во форма на отровна мамка, парче храна попрашано со некоја токсична материја, пестицид, труењето. И Парови мршајаци. Да. И за тоа и работиме многу со институции, да го спречиме, да го намалиме овој проблем. Исто и вршиме едукација на населението тука. Оној дел од населението кое што е свесно за каква белја предизвикува, а сепак продолжуваат. Мислам, зашто не сакаат да прифатат по лесен начин? Па тоа е големо прашање што ние исто вака чешкаме главата зошто се уште постои проблемот. Ние, мислам, заштита на мршајаци работиме веќе од 2004. И затоа и често имаме контакти што повеќе од 10 години се знаеме со нив. Дури имаме создадено неофицијална мрежа на чувари на гнезда, бидејќи е невозможно ти да знаеш детално што се дешава во животот на мршајадецот и многу ни помагаат уствари локалците и им даваме и двогледи и секако. Ни помагаат со податоци дека дали виделе мршајец како египетски мршајец како лета некаде или дали виделе јато на белоглави. И си имаме такви контакти, исто така и контакти што ќе ни соопштат има отруење. И одма реагираме ние.